Би одговорил дека јас веќе се произјаснив во јавноста уште истиот ден кога се случија тие настани, дека изразив жалење за непријатностите со кои што се соочија новинарите тој ден. Потоа следуваше и објаснување од страна на претседателот на Собранието, кое што вчера беше реферувано во медиумите по писмен пат. Така што можам да кажам дека тој случај си има своја постапка и ќе има веројатно и своја завршница. Жалам исто така и за она што им се случуваше на новинарите надвор од парламентот, особено во некои ситуации каде што имаше обиди за напад на новинар на една телевизија, кое што беше регистрирано и на камерите, беше регистрирано и во медиумите. Така што треба да се осудат такви чинови од сите страни и сите такви чинови, значи не само чинови што се случиле внатре во Собранието, како што веќе на некој начин изразивме жалење за тие непријатности, туку и за такви слични, би рекол и полоше можеби чинови што се случија надвор од Собранието, односно пред Собранието, каде што имавме ситуација на обид за напад на новинар од страна на актуелен градоначелник од опозицијата. Благодарам. Мило или не мило, вие сте премиер. И денес да слушнеш дека вас ви е жал за тоа што се случило е тотална неодговорност. Ваше е лично прашање дали жалите или не. Граѓаните бараат од вас како премиер на ова земја да ја преземете одговорноста и да ги осудите и да ги преземете сите законски чекори во однос на тоа тие кои се одговорни, конкретни за случајот од понеделникот со новинарите да ја сносат одговорноста. Не ме интересира дали ви е жал вас или не. Ова е незначајно за мене и за јавноста. Прашањето е во однос до што сте презеле во овие 4 дена. Конкретниот одговорен, било кој да е тој, да дадат отчет за случајот на влечењето по земја на новинарите. Ви благодарам.